Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Петок, 25 март. Добар ден, јас сум Славица Арсова, уредник и водител на политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. Нова акција, нови апсења и претреси во случајот Фабрика за афери. Полицијата приведе 5 мина, обвинителството побара притвор за едно лице од бандата на Захир Бекири, викан Чауш. Во 7 претреси на различни локации пронајдени се оружје, машини за изработка на лични документи, хард диск и USB на кои биле снимени приватни телефонски разговори на личности од јавниот и општествениот живот. И во затворската келија на Бекири биле пронајдени 2 мобилни телефони преку кои се претпоставува дека и во изминатите месеци, колку што е лишен од слобода, ги координирал активностите на групата за создавање лажни афери и објавување на незаконски прибавени прислушувани разговори. Кој стои зад фабриката на Чауш, зошто не се поднесени кривични пријави за заканите и уцените кои ги добиваат бизнисмени и јавни личности? Колку од материјалите на Заев се предадени кај Катица Јанева, а колку кај Чауш? Во Пулт ќе го прашам заменикот министер за внатрешни работи Митко Чавков. Останете на оваа фреквенција, се враќаме веднаш по музичкиот вовед. Назад сме во Радио Слободна Македонија. Како што најавив на самиот почеток, мој гостин соговорник Митко Чавков, заменик министер во Министерството за внатрешни работи. Добро дојдовте во Пулт. Добро најдов. Господине Чавков, вчера видовме информации и детали во јавноста околу голема полициска акција за справување со соработниците на Захир Бекири, викан Чауш, во врска со поседување на оружје, машини за изработка на фалсификувани документи, па пронајдени биле според оние информации неофицијални и USB и хард диск на кои се наоѓале приватни разговори на лица од општествениот и јавниот живот. Господине Чавков, како функционирала оваа група, кој стои зад сето ова и кои биле целите на Чауш и на неговите соработници според вашите досегашни информации од истрагата? Да, токму така, во текот на вчерашниот ден, дел од централните полициски служби, раководени и координирани од основното јавно обвинителство во Скопје, ја реализира втората фаза од истрагата, веќе позната во јавноста како Фабрика за афери. Со судски наредби извршени се претреси на 7 локации во Скопје, и тоа кај Захир Бекири, во казно-поправната установа Идризово, и 7 локации во Скопје, во објекти на уште 6 лица поради сомневање дека биле вклучени во криминалните активности на Чауш. Пронајдени се и одземени предмети кои ќе бидат предмет на дополнителни анализи и вештачења. Она што можам во овој момент да го кажам, а да не биде откривање на детали, е дека според информациите, одземените материјали кои реков ќе бидат предмет на вештачење, ќе ги потврдат досегашните сомневања според кои криминалната структура која била предводена од Чауш била вклучена во криминални активности, поврзани со изработка на фалсификувани лични документи, лични карти, патни исправи, возачки дозволи и друг вид на документи, како медицинска документација, документи за сопственост, дипломи за завршено образование, за кои веќе имаат докази дека се пуштени во правниот сообраќај не само во Република Македонија, туку и во повеќе европски држави. Она што загрижува во овој момент е фактот дека се пронајдени и други докази со кои се докажува дека Чауш бил вклучен во креирањето на афера со која требаше да се обвини раководството на МВР и да се дискредитира министерството со тврдење во јавноста за вклученост во изработка на лични документи за изборни цели. Но уште повеќе загрижува фактот што се пронајдени дополнителни содржини од незаконското следење на комуникации, преснимувани по предавањето и преземањето на материјалите од специјалното јавно обвинителство, кои според информациите за кои сум сигурен дека ќе бидат докажани, не само што се планира да се користат за компрометација на јавен линч на поединци, туку и за уцени на лица, и изнуди за пари, што веќе дава сосема различна тежина на вкупните криминални активности досега. Верувајте дека последиците нема да завршат на тоа. Според мене сосема очекувани се сомневањата, поединци да си ја земат правдата во своји раце. Затоа апелирам на одговорност, особено кај политичарите, да сватат дека кога многу лица блиски на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија веќе поседуваат содржини од незаконски следените комуникации, да внимаваат со лицитирањето со јавен интерес и да ја разберат реалноста. Нема да биде доминантен јавниот интерес. Одговорно тврдам дека доминантни ќе бидат уцените, доминантни ќе бидат изнудите кои секако во некои случаи може да завршат со, ќе повторам уште еднаш, земањето на правдата во своји раце.
Ќе ве прашам дополнително околу овие прислушувани разговори и сознанијата на истрагата досега. Оно што буди огромен интерес се информациите кои што беа објавени во дел од медиумите, СМС пораки, телефонска комуникација помеѓу лидерот на СДСМ Зоран Заев и актуелниот технички министер за внатрешни работи и генерален секретар на СДСМ Оливер Спасовски, со овие лица осомничени за фабриката за афери во моментот на нивното апсење, предходно и потоа во врска со приведувањето и во врска со нивните активности. Постојат ли одредени докази со знанија во истрагата за вмешаност на овие лица во овие активности или вмешаност на други лица од политичкиот живот во планирањето на оваа фабрика за афери? Така, на целата македонска јавност јасно им е дека, односно на граѓаните им е јасно дека има доволен број на докази со кои се потврдува дека лицата кои ги спомнавте несреќно за дневно политички цели се потпреле на услугите на една класична криминална структура која секако имала своји интереси од креирањето на познатата афера со лични документи наводно користени за изборни цели. Но од моето досегашно политичко искуство одговорно тврдам дека таквите криминални структури со кои кокетирале или соработувале политичари секогаш испорачуваат фактури по добивањето на изборите и се претвараат во проблем на самите политички субјекти кои ги користеле практично нивните криминални услуги. Од тука најголема е, не би сакал да ја предуцирам кривичната одговорност на овие лица кои кокетирале со оваа криминална структура. По мене уште поголема е политичката или моралната димензија на одговорноста на овие политички субјекти кои учествуваат во политичкиот живот во Република Македонија. Тие треба да се најзагрижени од ширењето на материјалите од разговорите, особено од можните последици од евентуална самоправда на лица кои веќе се оценувани, но не сакаат да го пријавуваат случајот, не сакаат да ги пријавуваат случаевите од различни причини. Сите бевме сведоци на тврдењето на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз како деноноќно дел на материјалите и ги чувал од несакано располагање со нив. Утринава можев да прочитам за околу не знам колку десетици илјади разговори кои што на тоа УСБ биле ставени по апсењето на Захир Бекири Чаушот. Ме интересира доколку имате информација, дали повторно се работи за голем број разговори од функционери на ДУИ, како што беше со содржината на материјалите на хард дискот, или пак се работи за други функционери или јавни личности, кој жртва се на овие прислушувани разговори кои што ги поседувал Чаушот, и имате ли информација дали овие разговори кои што се преснимувани на УСБ-то потекнуваат од Зоран Заев или потекнуваат од Катица Јанева која што ги доби во декември месец разговорите од Заев? Не би сакал сега да прejudicирам за одредени конкретни работи кои што се поврзани со истрагата и веројатно ќе треба да бидеме трпеливи да исчекаме да завршат вештачењата со судска наредба, односно со наредба од јавното обвинителство. Но според првичните информации, првичните сознанија, на вистина одземени се еден хард диск и едно USB. Хард дискот веројатно е бекап на она што претходно го имал Чауш, си имал веројатно намера да си обезбеди копие од овие содржини, од овие материјали со кои располагал претходно и за кои според информациите кои произлегоа еве и во медиумите очигледно е креиран како хард дискот е креиран во Социјалдемократскиот сојуз, таква и назнаката на фолдерот на комуникациите кои што се содржани во тој хард диск, и особено мене ме загрижува фактот што сега на USB се најдени дополнителни, не знам, не би сакал да шпекулирам со бројот на транскрипти или на комуникации телефонски, се најдени значителен број и тоа комуникации кои ги нема на претходниот хард диск. Особено загрижува фактот што ова USB е креирано на почетокот на оваа година. Значи и по предавањето на материјалите на специјалното јавно обвинителство и во времето додека Чауш е на издржување на казна затвор. Така, и споменавте, но би сакала да прецизираме. Дали овие луѓе од јавниот живот кои досега биле уценувани ги пријавуваат случаите? Бидејќи имаш информации дека соработниците на Чауш веќе испорачале одредени барања до одредени јавни личности и бизнисмени во врска со материјалите кои ги поседуваат. Дали овие луѓе се пожалиле во полицијата, поднале соодветни пријави за овие уцени кои што ги имале? За сега немаме конкретни пријави од конкретни лица,
меѓутоа ние располагаме со информации, со сознанија и навистина постојат лица кои биле веќе жртви на уцени и жртви на изнуди од луѓе блиски до Чауш но жртви на уцени и изнуди од лица кои се надвор од криминалната структура на Чауш, што значи со такви материјали располагаат неопределен број на лица. И особено е загрижувачки фактот што според нашите информации со такви материјали располагаат лица во земјата, но и лица надвор од Република Македонија. Дел од оваа афера беше и објавувањето на 2 наградени написи во неделникот Фокус во врска со изработка на лажни пасоши, изработка на лажни лични карти. Имате ли информација колку од овие лажни изработени документи се веќе дистрибуирани од фабриката на Чауш? Имаме конкретни информации колку материјали или колку документи се дистрибуирани и имаме веќе докази, односно потврда преку меѓународна полициска соработка дека веќе биле употребени во правниот сообраќај такви документи, да кажеме патни исправи, лични карти, дозволи за престој, возачки дозволи, тоа низ меѓународната полициска соработка веќе го имаме како доказ. Спомнавте награди за 2 написа во неделникот Фокус. Јас повторно ќе се вратам на мојата теза, бидејќи моето искуство во изминатиот период кажува дека секогаш кога ќе се потпрете на услугите на криминални структури за разни цели, особено за дневно-политички цели, цехот порано или покасно се испорачува. Односно, овие криминални структури кои одработиле за некои цели, дали се политички, дали не знам какви се, ги испорачуваат фактурите и тие фактури обично се дебели. Во конкретниот случај не би сакал да шпекулирам или да преюдицирам. Веројатно новинарот во текот на истражната постапка или во текот на самата постапка ќе мора да одговори на многу прашања за неговата поврзаност со ова криминална структура, бидејќи очигледно е дека не само што имал анонимен извор, него има сериозни индикации и сомневања дека бил во еден однос, во една интензивна комуникација со Чауш и по моје длабоко убедување јавноста веќе има доволно информации за контекстот на тие комуникации, доволно информации за контекстот на креирањето на аферата и разобличувањето на аферата, така да за одредени прашања ќе треба да даде одговор во рамките на судската постапка за новинарот кој го спомнавте, кој е носител на наградата за 2 написа, но по мене цехот ќе го плати самиот новинар и во однос на перцепцијата на јавноста за неговиот кредибилитет, односно за неговиот личен и професионален интегритет, и се разбира тоа ќе се рефлектира и на неделникот за кој работи. Како коментирате тоа што адвокатот на Зоран Заев е адвокат на Захир Бекири Чауш? Па, како го коментираме, едноставно ист контекст, иста структура која работела на креирањето на аферата за наводно фалсификувани документи за изборни цели. Тоа беше сето разобличено и сосема е логично дека во најмала рака треба да му се помогне на Чауш со ангажирање на адвокатски тим кој ги брани и другите субјекти од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа на индиректен начин ја потврдува таа нераскинлива врска која веројатно ја воспоставиле многу порано пред 1-2-3 години. Така. Очекувате ли дека овој случај, за разлика од случајот Пуч, кој што е буквално заглавен и уште повеќе заглавен по стапувањето на функција на специјалното јавно обвинителство, случајот Подкуп, кој што исто така не може да почне поради непризнавањето на судот од страна на лидерот на СДСМ, вмешувањето на специјалното јавно обвинителство со барање за преземање на предметот, очекувате ли дека овој случај ќе може да биде истеран докрај и да буквално сите факти кои што во моментов работи да ги открие јавното обвинителство и полицијата ќе излезат на виделина и ќе добијат своја завршница и разврска? Видете, моje лично мислење со признавањето на одредени институции или со непризнавање на одредени институции се прави непроценлива штета на системот на Република Македонија, односно се прави непроценлива штета по општеството. Последиците ќе бидат, да не кажам, долгорочни,
Имате ситуации кога го признаваат специјалното јавно обвинителство, другото обвинителство не го признаваат, имате ситуации кога не го признаваат избирачкиот список, а го признават избирачкиот список, да кажеме, за Центар, за Куманово, за Струмица и така натаму, така да со нивните тези се и самите се губат веќе во шпекулирањето и во злоупотребата. Предметите кои што се актуелни и кои што ги спомнавте, кои се во судска постапка и за кои веќе сведоци сме во јавноста дека има пројавени интереси и специјалното јавно обвинителство, секако и сигурно дека ќе добијат правна разврска. Порано или подоцна. И тоа е добро за Република Македонија да добијат правна разврска. Меѓутоа морам да посочам на потребата од апсолутна објективност во постапувањето на сите субјекти, независно дали тоа е редовното јавно обвинителство, дали е тоа обвинителство за гонење на организиран криминал или дали е тоа специјалното јавно обвинителство. Овие колеги кои што работат на овие случаеви имаат дополнителна тежина, особено ради осетливоста на овие судски предмети и особено ради тоа што во врска со тие предмети има и политички конфронтации. Особена одговорност и тежина ќе имаат колегите кои што работат во специјалното јавно обвинителство и мојата порака во тој контекст е дека специјалното јавно обвинителство е креирано во рамките на Пржинскиот договор заради правна разрешница на одредени прашања или сомневања. Меѓутоа, колегите, јавните обвинители или истражителите кои работат тамо имаат дополнителна одговорност затоа што нивната работа мора да биде безпрекорно објективна и да не се доведе во ситуации да бидат и тие за една употреба или од времен карактер, како што самото обвинителство е од временски карактер. Половина година господина Чавков со Министерството за внатрешни работи раководи техничкиот министер Оливер Спасовски, назначен со договорот од Пржино. Истовремено Спасовски е генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз. Колку според вас партиската функција која што извршува во Социјалдемократскиот сојуз влијае на извршувањето на оваа исклучително одговорна функција која што извршува во владата? Политичкото влијание врз Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи е 100%. Значи, секој негов потез, од првиот до последниот, се апсолутно засновани на партиски и партиско-политички интереси. Повеќе пати сме зборувале за тоа и во повеќе наврати сум кажал за неговите чекори. Од самото влегување во Министерството за внатрешни работи он манифестираше еден исклучителен партиски или политички пристап во раководењето, но со интенција или по моје длабоко убедување ќе остават длабоки последици во апсолутна партизација на министерството. Од назначувањето на негови советници, активисти на Социјалдемократскиот сојуз и тоа докажани активисти на Социјалдемократскиот сојуз, па назначување на овие советници за председатели на комисии или членови на комисии за распоредување на професионалните структури во министерството. Понатаму промените на шест началници на регионални сектори за внатрешни работи и нивна замена пак со докажани партиски активисти на Социјалдемократскиот сојуз повеќе од доволно покажуваат дека се работи за апсолутна партизација и политизација на министерството и тоа ќе остави, пак ќе кажам, длабоки и долгорочни последици. Се создава еден таков јас, бидејќи овие колеги што се сменити, верувајте, дошле во рамките на системот за кариера кој што е вграден во Законот за внатрешни работи. Дошле по заслуги, по постигнати резултати во нивното работење и имале еволутивен развој во нивната кариера. Тие сега на незаконски начин се заменити со активисти на Социјалдемократски сојуз кои не били професионалци во Министерството за внатрешни работи, затоа постојат многу факти и многу докази. Постои правен механизам. Само ќе го спомнам случајот Куманово. Односно, началникот на СВР Куманово од полицаец е ставен началник на СВР Куманово. Замислете, на регионален сектор за внатрешни работи. И тоа, единствениот критериум по кој е ставен е тоа што бил член на општинското раководство на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово. Или бил активен учесник во кампањите
на Социјалдемократскиот сојуз во изминатиот период при избори од позиција на полициски службеник, од позиција на полицаец. Началникот на СВР Струмица имаше интенција да биде заменет, меѓутоа слушам дека не успеале да му го дадат решението и за таа цел назначиле дополнителен помошник на началникот на СВР, значи си играат и со систематизацијата, кој добил овластување на началник. Но заслугата на овој човек е тоа што е татко на обезбедувањето, на еден од одличното обезбедување на претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Што е тоа освен партизација, што е тоа освен политизација? Па мислам дека и не е партизација. Гледаме критериумите не се баш толку и широко политички во СДС, току лични односи и лични комуникации. Секако дека има правни механизми како да се спротивставаме на тоа. Јас ги почнав сите тие иницијативи и постапки. Моите реакции се институционални во рамките на системот, во рамките на моите овластувања согласно Законот за организација на влада и имам поднесено многу тужби, да не ги набројам сега, бидејќи многу распоредувања има до сега спроведени. Замислете, за неколку месеци до сега има 287 распоредувања кои нема да застанат тука, бидејќи веќе најавуваат, самите тие најавуваат дека ќе продолжат да вршат промени и така натаму. Значи до сега околу 300 незаконски распоредувања. За 31 по 31 тужба имам веќе добиено второстепени одлуки од Висшиот управен суд со кои се потврдуваат решењата за времени мерки. Така да мојата реакција е институционална, иако сакаат тоа да го прикажат во јавноста дека наводно дополнително заменик министер Чавков го попречува работењето на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Не е точно. Напротив, Митко Чавков води грижа за системот и сака институционално да реагира и да покаже дека таквото однесување е штетно, но и да создадам предпоставки по завршувањето на овие постапки министерот за внатрешни работи да се врати на колосек. И се разбира, мојата порака е дека сите оние кои што се професионални политички службеници, кои не се политичари, а кои учествуваат во ова разградување на системот на Министерството за внатрешни работи, кој, верувајте, е граден макотрпно, ќе понесат реперкусии, но реперкусиите нема да бидат во промени. Реперкусиите ќе бидат во пак низ институционална реакција, спроведување на различни дисциплински постапки и судски постапки. Самата цел на поставувањето на технички министер по Министерството за внатрешни работи беше тоа да биде попрофесионално во смисла на организација на изборите, да нема партиски и политички влијанија. Според ова што вие го говорите, практично основната функција на именувањето на технички министер за внатрешни работи не е ни исполнета. Апсолутно не е исполнета и има толкова дискрепанца меѓу демагогите со кои што настапува во јавноста. Демек тие се за професионализација на Министерството за внатрешни работи и дека сакат да ги стабилизираат односите во Министерството за внатрешни работи. Јас одговорно тврдам дека оваа шанса ја пропуштија и не само што нема инвестира конструктивност и политичка одговорност во начинот на раководење со Министерството, по фактите кои ги посочив, односно по показателите кои ви ги спомнав, до сега незаконски распоредувања за 300 полициски службеници, они го прават сосема спротивното. Значи ја пропуштија можноста да покажат еден конструктивен пристап во раководењето или во политичкото однесување. Господин Чавков, минатиот викенд ВМРО ДПМН го презентираше отчетот за нивното работење во повеќе сектори. Што беше нотирано во секторот за внатрешни работи, односно во секторот кој што вие го раководите? Видете, јас сега во министер за внатрешни работи работам веќе 30 години, но изворно можам да зборам за реформите во кои јас лично сум учествувал со мои лични иницијативи или заедно со колеги, додека сум работел во оддел за организиран криминал, тоа е во 2006 година, па наално. Беше практично посочено, односно беа посочени факти, показатели, резултати кои говорат за еден интензивен реформски период, за едни интензивни реформски процеси кои навистина овозможија развивање и градење на системот во рамките во Министерството за внатрешни работи. За резултатите од тие проекти сведочат многу показатели, односно показатели за спроведени различни активности, оперативни акции,
Јавноста беше сведок во изминатите 9 години колку се акции беа спроведени во борбата против организираниот криминал, во борбата против корупцијата, во борбата против тероризмот, и сега да не спомнам или да не набројам некои од тие. Најважното е што показателите беа приметени, односно беа валоризирани и од меѓународни субјекти. Токму и тоа беше посочено во отчетот на ВМРО ДПМН. Спомнав дека во последните 12 години мисијата на ОПСЕ во Република Македонија на секои 2 години спроведува опсежни анализи, односно анкети преку независни агенции за довербата на граѓаните на Република Македонија во полицијата, и според овие показатели на ОПСЕ од 2008 година па наомо имаме континуиран пораст на процентот на граѓани кои имаат доверба во работењето на полицијата. Овој процент некаде 2014 мислам дека беше 82,4%, што е значително повисок процент од просекот на доверба на граѓаните во држави на Европската унија. Тоа е еден меѓународен показател. Друг меѓународен показател кој потврдува и сведочи за достигнувањата во Министерството за внатрешни работи е глобалните извештаи на Стейт департментот на Соединетите американски држави, кои секоја година го издаваат, а се однесува на капацитети на државите, значи изградени капацитети на државите во справувањето, во превенирањето и во борбата против трговијата со луѓе. Од 2008 година па наомо, мислам дека само една година сме били во втора категорија на држави, значи од 2008 година наомо ние како Република Македонија, како држава сме во прва категорија на држави по изградени капацитети. И тука сме во друштво на во друштво практично на државите каде што има изградено високи стандарди во полициското работење. Ти спомнам Соединетите американски држави, Канада, Велика Британија, Германија, Финска, Ирска, Исланд, Италија, и да не набројам понатамо. Значи Република Македонија е сврстана во прва категорија на држави. Тоа е практично уште еден показател. Други показатели, можам да го спомнам, да ги спомнам показателите, практично и признанијата и наградите кои ги имаме добиено за спроведени меѓународни операции во борбата против организираниот криминал од Селект центарот. Тоа е меѓународен центар за спроведување на законот за Југоисточна Европа. Ние како министер за внатрешни работи имаме добиено неколку први награди за конкретни меѓународни операции во борбата против организираниот криминал и корупцијата, и од бизнис секторот, од виза во рамките на нивните проекти и програми за соработка со агенции за спроведување на закон, имаме добиено признанија и награди за успешно спроведени меѓународни операции во борбата против фалсификување на платежни картички. Македонија во моментов се соочува со сериозна мигрантска криза, тоа трае веќе повеќе месеци, а и пред нас доаѓа летото кога се очекува уште поинтензивен да станува овој проблем и овој предизвик. Колку според вас институциите, особено Министерството за внатрешни работи, соодветно реагираат и постапуваат соодветно на предизвикот? Јас не би зборувал конкретно за Министерството за внатрешни работи, бидејќи имавме еден координиран пристап на национално ниво во превенирањето и во справувањето со оваа бегалска криза. Уште на самиот почеток на ескалацијата на кризата се создаде едно работно тело на владено ниво, составено од неколку министри, кој секој од својата област имаше за обврска да развие акцијски план, односно мерки и активности во рамките на еден акцијски план за соодветно справување со кризата. Имаше две димензии, првата димензија беше за хуман пристап во третирањето на бегалците, другата димензија беше безбедносен аспект, така да јас слободно ќе кажам дека Република Македонија навистина покажа, а во тој контекст и министерот за внатрешни работи, силни капацитети во справувањето. Тоа е приметено и од многу држави во регионот, на самата балканска рута, од државите крајни дестинации и од државите членки на Европска унија. Во услови кога немавме или видовме дека е невозможно да има единствена координирана и ефективна европска реакција, ние успеавме самите да се справуваме со овој проблем, на самиот почеток зборувам, но како течеше времето, воспоставуваме комуникација се подсврста и се поделотворна со сите држави во регионот и пошироко со Европската унија.
Господине Чавков, ви благодарам што бевте во пулт на Радио Слободна Македонија. Се надевам дека успеавме да разјасниме некои од актуелните теми поврзани со работата на Министерството, фабриката за афери, како и мигрантската криза која што е навистина актуелна во моментов. Ви благодарам на вас. Почитувани слушатели, одиме со куса пауза, па се враќаме во студиото. Слушатели, овде го завршуваме ова издание на Пулт, во кое разговарав со заменикот министер за внатрешни работи Митко Чавков. Зборувавме главно за фабриката за афери на СДСМ, за која вчера беше спроведена голема полициска акција со приведување, со одземање на материјални докази, за која се уште и понатаму ќе трае постапката. Разговаравме и за работењето и функционирањето на МВР со техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, како и за предизвиците за Македонија соочена со големата мигрантска криза. Се надевам дека уживавте, ве повикувам да не следите и во следните часови, а снимка од она што денеска можевте да го слушате на Пулт, можете да погледнете на rsama.mk. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на оваа радио програма, емитувана на 25 март 2016 година во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Ви благодарам за вниманието и имајте убав ден. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.